Почитувани мои, моето патешествие низ селата во Република Македонија ете ме донесе овдека во Демихишевско, поточно речено во селото Сладуево. Продукцијата Маријево филм заедно со мојот пријател Драги Миноски ете дојдовме во селото Сладуево за мештаните до ово село да ни раскажат многу приказни за историјата на ова село кое што нивните дедовци и баби им ги пренесувале, им ги прераскажувале ним. Еве денес на овој убав ден со продукцијата Маријево филм и со мојот долгогодишен пријател и соработник Зоран Костевски од Маријево филм дојдовме во еден од најубавите, во еден од најпрекрасните краеви на нашата земја Македонија, во Демир-Кисарскиот крај, поточно во населеното место Сладуево, за да се запознаеме со селото и со неговите жители, каде што ќе имаме можност да присуствуваме на средба со тие жители кои ќе ни ја кажат историјата и минатото на нивното населено место Сладуево. Ова песна за Билјана може многу билјани ќе се препознаат. Меѓутоа ова е песна за нашата Билјана. Еве овдека, додека го водиме овој разговор и кога гледам дека солзи радосници се лејат кога се слуша овие наши песни, тука до нас е и мојот соработник кој што долго време патуваме низ Македонија, и господинот Драги Миноски. Драги, патуваме 5 години, имаме поминато над 300 села во Пелагонија. Ајде, овој твоите импресии. Пред се, сакам да кажам дека еве и мене ме совлада емоциите слушајќи ја ова песна, слушајќи го излагањето на нашиот пријател, композитор, текстописец и талентиран музичар. Меѓутоа, сакам да кажам уште нешто, дека не само овие години од кога јас соработувам со продукцијата Маријево филм, туку и многу порано, сум доаѓал безброј пати во Демир-Кисарскиот крај. Секогаш сум заминувал воодушевен од она што ме обкружувало, од она што сум го видел, од убавите планини, од прекрасните шуми, од ливадите, од пасиштата, од водата. Впрочем, овде покрај нас минува и реката Треска, а на 15 Црна река, а на 15 километри ододе се наоѓа и изворот на оваа река. Значи, ние за природните убавини, за ова овде што царува, што владее во овие краишта, можеме да зборуваме со денови и да останеме и понатаму недоискажани. Меѓутоа, не одбиливе фактот дека Демир-Кисарскиот крај, Демир-Кисар и сите негови села и населени места околу градот ги краси епитетот на револуционерни места, затоа што овде нема крај, овде нема место, овде нема педа земја од каде што не зрачи револуционерниот дух на славните јунаци, на славните војводи, на партизаните кои што се родиле во овие краишта и кои што го сонувале сонот за слободна и независна држава на македонскиот народ. Морам да кажам дека сонот што тие го сонувале, ние денес го живееме и треба да им бидеме вечно благодарни за она што го направиле, за она што го сториле за овој народ. И секогаш и нашава генерација и сите генерации после нас треба да им даваме почит достојна, да ги споменуваме нивните имиња и да им даваме огромно признание за се она што сториле за нас, затоа што тие всушност и оваа земја македонска ја натопиле со својата крв, за да ние живееме во мир, во благосостојба и во просперитет.
Емоциите навираат кога ги слушаме овие наши песни. Емоциите навираат на сите наши херои кои што го дали животот за Македонија. Но, едно би рекол, кај да одиме, кај да шетаме, кај да патуваме, песната наша македонска чеечи, орото наша македонска чеечи и нашата држава Македонија ќе живее. Благословена нека Македонија. За живее Македонија. Вечна Македонија. Турете и на здравете. Топ. Почитувани мои, еве одека, како што реков, продукцијата Марио филм е во селото Сладуево во Демикизарско. Ова овдека прекрасно друштво, овие мои домајчини, кои што не пречекаа овдека, да им се заблагодарам со една порака. Дојдете во селото Сладуево во Демикизарско, да видите што е рај, што е убавина. Ќе ве пречека домајчините со она што го имаат, со лукче, со пиперче, со црвена пипер со сол, ама ќе ве испратат со едно довидување, но пак да не дојдете и пак да се видите. Нека зума за добро, домајчини. Амин.